Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. За ова издание подготвивме. 3 дена по трагедијата во Бугарија, Спасовски ја затворил станицата за технички преглед во Глумово, во која е регистриран и автобусот на Беса Транс. Причина се пропусти откриени уште во август, зошто се чекало 3,5 месеци за реакција. На социјалните мрежи секојдневно врие од говор на омраза, но во изминатата деценија има само една правосилна пресуда за говор на омраза, и тоа од 2016 година. Најчесто се сведува на тоа дека едноставно не е најден основ за покренување на таква постапка. Инфективната клиника во 2021. Низ годината, овие луѓе се грижеле за здравието на 3000 хоспитализирани пациенти. Ја само можам да се надевам дека секој еден наш граѓанин, имајќи респект кон нашиот Белмантел, дека ќе внимава малце повеќе на себе. Зошто на затвореник болен од рак во терминална фаза не му било дозволено да почине дома? Па не знам дали има застој во одлуката, знам дека ние на време сме ги доставиле тие податоци. Ве поканувам да останете со нас и по рекламите. Гледате 360 степени. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски 3 дена по трагедијата на автобусот на Беса Транс во Бугарија носи решение со кое привремено ја затвора станицата за технички преглед во која е регистриран конкретниот автобус. Станува збор за Вија технички преглед од село Глумово, општина Сарај, подружница на фирмата Вија Комерц Джемаљ од село Крушопек, исто така општина Сарај. Индикативно е тоа што основата за носење на решението за забрана за вршење технички преглед се наоди за пропусти констатирани 3,5 месеци порано, во првата половина на август. Па дилемата што се наметнува е зошто МВР не реагирало веднаш во август и зошто реакцијата дошла ургентно по големата трагедија. Се разбира и зошто јавноста не е информирана за решението на Спасовски. Ирена Каревска го отвора случајот. По повеќе од 1 месец од автобуската несреќа во Бугарија, нема конечни одговори за причините за трагедијата во која згаснаа 45 животи. Додека трае истрагата, компанијата Беса Транс остана без лиценца за работа, а привремено под клуче и станицата во која автобусот го поминал последниот технички преглед. Привремено е затворена затоа што при контрола се најдени низа пропусти во работењето на таа станица за технички преглед. Но сознанијата до кои дојде 360 степени откриваат дека пропустите во работењето на станицата биле утврдени многу порано, уште во август годинава. Зошто министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски ја потпишал забраната за работа дури 3,5 месеци подоцна, и тоа веднаш по трагедијата на автобусот на Беса Транс. Во село Глумово во општина Сарај во Скопје се наоѓа станицата за технички преглед на компанијата Вија Комерц. Тука, не цели 2 месеца пред трагедијата, на технички преглед бил и автобусот на Беса Транс, кој што изгоре на автопатот во Бугарија. Денеска околу станицата беше раздвижено. Сепак, едно од лицата што го сретнавме во кругот на компанијата тврдеше дека нема прием на возила. Работите? Не. Зашто ви треба? Технички преглед? За техничкиот не работи сега. Не? Не. До кога? Од среда ќе почнеме со работа. Оваа среда? Да. Решението за привремена забрана за работа на станицата е изречено од МВР на 26 ноември, а поради констатирани пропусти во работењето. На документот стои потписот на министерот Оливер Спасовски. Но сознанијата до кои дојде 360 степени откриваат дека пропустите во станицата биле утврдени 3,5 месеци претходно. Според официјалниот записник, овластени лица од Министерството за внатрешни работи спровеле надзор во станицата на компанијата Вија Комерц Джемаљ на 12 август 2021 година. При надзорот констатирани се серија неправилности, поради што надлежните служби во Бирото за јавна безбедност на 25 август 2021 година носат предлог за забрана за работа со рок од 30 дена, во кој станицата треба да ги отстрани пропустите.
Од увидот на лице место и во снимениот материјал за извршени технички прегледи, меѓу другото било утврдено дека во контрола на возилата во станицата учествуваат нестручни лица. Констатирано е дека во постапката за технички преглед врши проверка и лицето ЕД, кој е ученик во автосообраќајниот училишен центар Боро Петрушевски, кој во станицата е дојден со договор за феријална практика. Исто така, возилата при вршење на технички преглед се управуваат од управителот на правното лице ЈН, кој не е контролор во станицата за технички преглед и не ги исполнува условите за контролор. Во записникот понатаму се констатира: На овој начин се овозможува во сообраќајот на патиштата да учествуваат технички неисправни возила, односно возила кои може да представуваат опасност по безбедноста на сообраќајот на патиштата. Дополнително, било утврдено и дека станицата не води регистар на возила за направените прегледи. Во наведената станица не се водат потребните евиденции, односно не се води регистар за извршен технички преглед на возила, регистар за извршен технички преглед на возила по наредба на полициски службеник, регистар за издадени потврди за извршен преглед на техничка исправност на возила. Неправилностите утврдени од контролата на 12 август послужиле како основа за предлог за забрана за вршење на технички преглед, документ кој бил изготвен од надлежните служби во МВР на 25 август. Но решение за забрана не било подпишано, па станицата на Вија Комерц продолжила непречено да работи. На 5 октомври во станицата дошол и поминал технички преглед и автобусот на Беса Транс. На 23 ноември истиот автобус се запали во Бугарија, при што загинаа 45 лица. Само 3 дена подоцна, на 26 ноември, министерот Спасовски подпишува решение со кое става клуч на Вија Комерц на 30 дена, а одлуката е образложена со надзорот и предлогот од август. Зошто толку се чекало? Од Министерството за внатрешни работи не добивме одговор зошто станицата била затворена по трагедијата во Бугарија, а некога бил доставен предлог за привремено затворање од страна на овластените лица. Јавноста досега не беше известена од МВР дека по несреќата во Бугарија издало забрана за работа на станицата за технички преглед во Глумово. Истиот ден, кога ставил подпис на решението, Спасовски на пресконференција кажа само дека при техничкиот преглед на автобусот на Беса Транс не биле утврдени пропусти. Каде е направен техничкиот преглед, тоа е технички преглед во општина Сарај, мислам дека се вика Вија. Техничкиот преглед е направен последно на 5 октомври 2021 година. Според проверките кои што ги направивме, нема никакви отстапувања од параметрите што може да укажа дека има техничка или било каква друга неисправност и нема никакви забелешки. Поради кои причини забраната за работа на станицата стапила на сила многу подоцна по утврдувањето на пропустите, го прашавме и сопственикот на фирмата Вија Комерц Джемалј. Во телефонски разговор Джемалј Нуиши потврди дека станицата во моментов е затворена, но на дополнителните прашања рече дека не е расположен да дава изјави. Обвинителката Вилма Русковска пред неколку дена во интервју за МТВ информираше дека станицата за технички преглед е затворена, но од незиниот одговор не можеше да се заклучи дали таа е запознаена со тајмингот и околностите во кои е донесена таквата одлука. Ова привремена забрана за работење решението е од Министерството за внатрешни работи, така да се надевам дека ќе извршат контрола и во другите станици за технички прегледи, за да не ни се случуваат. Јас не викам дека е поради тоа настаната несреќата, сепак уште немаме нели званично соопштение од колегите од Бугарија која водат истрагата, но сепак сметам дека треба да има нели некои рети на вистинска контрола и на возила, и на автобуси, на камиони и така. За несреќата со автобусот на Беса Транс, кој возел без соодветна лиценца, главната истрага се води во Бугарија. Предистражна постапка се води и во македонското обвинителство, чија цел се пропусти во работењето на Беса Транс, но и другите инволвирани приватни и државни субјекти. По овие сознанија, прашањето што се наметнува е дали предистрагата ќе се прошири и кон работењето на фирмата за технички преглед Вија Комерц,
но и кон одговор на дилемата зошто решението за нејзино затворање останало 3 месеци во фиока. Ќе продолжиме да го истражуваме овој случај. А на крајот на годината вообичаено се навраќаме на изминатите 12 месеци за да се присетиме ни што сме поминали и ако е можно да извлечеме некои поуки за вгодина. Ковид пандемијата дефинитивно најмногу влијаеше на нашите животи во 2021, а клиниката за инфективни болести беше средиштето на здравствената битка со вирусот. Ја посетивме оваа установа пред новогодишно за да видиме каква е актуелната состојба таму и да го прашаме персоналот ни што помина оваа и какви им се очекувањата за следната година. Славица Филиповска. Време за визита на инфективната клиника во Скопје. Ова бе? Кога дома? Денеска или утре? Утре. Овој брачен пар од Кичево со нетрпение очекува да ја напушти болничката соба. Чуваат докторите ве пазат? Докторите не чуваат. Тук ми е. Се заразив бил на роден ден кај ќерка моја и од зетот се заразив. Медицинскиот тим внимателно ги евидентира сите промени кај хоспитализираните. Веќе подолг период од инфекции работат исклучиво со ковид. Него да ќе се потрудиш по големиот дел од денот да го поменеш седмата. Добро? Баба Танка Јанева од Струмица нема идеја како се заразила. Добар ден. Но многу добро знае што ќе ја биде прва задача откако ќе ја напушти клиниката. Али сега чим се вратам ќе се вакцинирам. Ја научите лекција? У животот секој човек права грешки. По визитата, на интензивна нега се слуша само звукот на болничките апарати. Капацитетот на инфективната клиника во Скопје е речиси целосно исполнет. Пациенти има на секој од 4 ката. Ова е секојдневието и на доктор Горан Рангелов. Безброј пати во денот по протокол влегува и излегува од црвената зона. После 2 години да се оградиш од се и да отидеш дома со ладна глава, тоа е тешко. Секако ги размислуваш пациентите кога си дома и кога спиеш. На доктор Рангелов му го постави прашањето што тој вообичаено им го поставува на други. Како сте, докторе? Уморен. Ако може со еден збор да се каже, уморен. Вие прележавте? Не, јас не прележав за среќа. Аз сум вакциниран со 3 дози вакцина, значи вклучуваат и ревакцината. 3 дози Pfizer. Да. Исто така и сите во семејството моје се вакцинирани. Пациентката од педиатрија дојде? Ова е персоналот на инфективна клиника. Само годинава низ раци им поминале 23.000 луѓе од државава. Половина од прегледите биле за итни случаи. Низ годината, овие луѓе се грижеле за здравието на 3.000 хоспитализирани пациенти. Колегиум на инфективна се одржува секое утро, а доктор Илир Демири е задолжен за координација на хоспитализациите во текот на денот. За овој тим, важно е како функционираат и останатите ковид центри. Наговестувањата од медиумите и по тоа што се случува во светот, веројатно очекуваме да има уште еден нов бран изголемување на бројките. Не сакам ние да се најдеме во позиција кога ќе бидат исполнети нашите капацитети, а останатите ковид центри да бидат затворени. Затоа е многу битно да се очуваат отворени ковид центрите низ државата. Освен што ги координира, доктор Демири е и гласот на колективот на инфективна. Сите лекари и медицинскиот персонал кога
се обучуваат, студираат, учат, затоа имат една цел. Тие во суштина се алтруисти. И тоа ги води низ животот и низ работава. Меѓутоа, кога работава е многу напорна, ние стануваме досадни за нашите блиски, за нашите семејства. Затоа овие луѓе мора да им се помогне на некој начин за да постигнат собствена лична сатисфакција и во нивните семејства. Тоа би било убаво кога институциите би ги наградувале соодветно за да можат да прикажат каде се ангажирани и доста само хуманитарно, да кажам. Страшно е ова што се случува. На приземјето на клиниката се наоѓа ковид амбулантата. Овде се одлучува дали некому му е потребна хоспитализација. Ајде, диши се. Диши тоа. И амбулантата работи 24 часа на ден. 2 години веќе сме навистина исцрпени. Може да се каже дека бројот на дневно ниво на прегледи е за нешто редуциран во на компарирано со на што сме научени да функционираме. Ако тоа биле 100 прегледи за 24 часа, сега е нешто по-низок процентот, меѓутоа и далеко од тоа дека за нас е ситуацијата стабилна. А дел од граѓаните не се ни трудат да превенираат разболувања. Може би за нијансот има зголемување на пациентите кои што во анамнезата ќе ви кажат дека се вакцинирани со одредени вакцини за ковид, меѓутоа се уште е голем процентот на оние кои што воопшто не се имунизирале. Ја посетивме и директорката Милина Стевановиќ, која проговори за приказните што оставиле силна трага врз неа, како на пример повозрасна пациентка која не дочекала да си го прегрне што туку роденото внуче. Со последните здивови ми кажа да пренесам на кирката дека кади да биде дека ќе го сака највише на свет и покрај тоа што не верува дека веќе не верува дека ќе го види. Јас верувам дека тоа дете ќе ја чувствува љубовта на неговата баба која никогаш немаше прилика да ја запознае. Од кади да таа доаѓа. Пример за успешна борба е помлада пациентка која по сериозно влошена здравствена состојба успеала да го сочува и духот и ветувањето кон докторката. И јас си викам, буцка ми го скрати животот, викам. Она ми вика, а јас ти ветувам дека ќе ослобнам, ме повлекува за ракав и ми вика, ама докторка и ти си буцка. Со полно право. Она навистина имаше долга битка која успеа да ја извојува во нејзина полза и кога дојде на контрола после отпуштањето нејзин од болница со драматично намалена телесна тежина, јас не ја препознав. И ме чека, ме викаат сестрите, ми викаат докторка ве чека, пациентка сака да ве види. И јас одутувам, која е пациентка, ти се гледам, јас во амбуланта не можам да ја познам. Вика, ветив јас кој ќе те ме видиш следниот пат, нема да ме познаш. Така да тоа ми ја наполни душата, да кажам. Меѓу персоналот на инфективната клиника нема антиваксери, тврди директорката. Фактот што први одблиску воочиле што значи инфекцијата ги натерал да се вакцинираат во висок процент. Во пресрет на новата година и тие се надеваат на подобро. Мојата новогодишна прослава ќе биде тука. Се надевам дека ќе поминеме мирно, што би било добро и за нас и за пациентите. Повеќето од популацијата разбирам дека не сакаат веќе да бидат затворени, дека не сакаат веќе маски да носат, дека сака да се вратиме на нормалниот живот, но тоа за сега е тешко стварливо и веројатно е многу опасно. Ја само можам да се надевам дека конечно после овие 2 години секој еден наш граѓанин имајќи респект кон нашиот бел мантел дека ќе внимава малце повеќе на себе. Да нема болни. Тоа да имаме здрава популација и секако персоналот кој е уз мене и поточно кажано ја уз нив, да имат економска сатисфакција и да се припојави некој Дедо Мраз кој ќе ги израдува убаво.
На 19 декември медиумите известија дека 44 годишен затвореник од Албанија починал во Идризово. Во веста беше наведено дека од екипа на итна помош била констатирана смрт без траги на насилство, што би требало да значи дека во овој случај нема ништо контроверзно. Но ваквата констатација е далеку од вистината. Случајот на починатиот албански државјанин уште еднаш силно го вклучува алармот за нивото на здравствена заштита во затворите, а и за инертноста и бирократизираноста во функционирањето на правосудно-затворскиот систем кај нас, па дури и кога е во прашање болен од рак во терминална фаза. Хекурена Кифи. Hasbi Kaba shtedasi i Shqipërisë hyri në burgun e Trizovës në gusht të vitit 2020, ku duhet të kalonte 7 vite pas ishte dënuar për trafik droge. Shumë shpejt, ai u sëmur nga kanceri dhe sëmundja po merrte vrull. Sipas të dhënave nga disa institucione, kështu kanë kaluar 40 ditët e tij të fundit. 5 nëntor 2021, i burgosur Hasbi Kaba, i prekur nga kanceri në fazën terminale, paraqet kërkesë për ndërprerje të vuajtjes së dënimit me burg. 8 nëntor 2021, kërkesa përmes mbrojtësit të tij i është dërguar gjykatësit për ekzekutim të saksioneve në gjykatën penale në Shkup. 10 nëntor 2021, kërkesa nga Kaba ka mbërritur edhe në drejtorinë për ekzekutim të sanksioneve. Ata drejtohen në shtëpinë e Shëndetit në Shkup për të marrë informacion mjekësor për personin. 22 nëntor 2021, kërkesa e dërguar në gjykat arrin për mendim në prokurori. Të nesërmën, prokurori kompetent përgatit mendim negativ. Shpjegimi është se dokumentacioni mjekësor është dorëzuar si fotokopje e pa verifikuar. 6 dhjetor 2021, mbërrin dokumentacioni pra mendimi mjeku të burgut. 7 dhjetor 2021, gjykatësi për ekzekutimin e sanksioneve liron Kabën për 3 muaj, por ai nuk mundi të dal nga burgu derisa aktgjykimi të merrte formë të prerë. 9 dhjetor 2021, prokuroria apelon vendimin e gjykatës pasi vendimit i mungonin faktet thelbësore, ku dhe kur duhet të trajtohet i dënuari, a ka termin për mjekim dhe operacion. 19 dhjetor 2021, në pritjet e vendimit përfundimtar për kërkesën e dorëzuar 40 ditë më parë, Kaba vdes në qelinë e tij në Idrizov. Nga drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve që është përgjegjëse për burgjet, nuk ndjenjë përgjegjësi që Kaba nuk ka vdekur në shtëpi. Ata thonë se kanë rënë dakord që në fillim për të liruar nga burgu. Pa ne znam da li ima zastoj vo odlukata, znam дека ние на време сме ги доставили тие податоци и според моите информации, конкретно за ова лице му е одобрен прекин. На 7 декември му е одреден прекин на казна во период од 3 месеци до 7 март за лекување. Меѓутоа, по жалба на обвинителството, бидејќи станува збор за странски државјанин, тоа лице не е пуштено на прекин и за жал настануваат смртни последици во казнено-поправниот дом. Pyetëm në prokurori pse u ankua në vendimin fillestar të gjykatës për lirimin e Kabës. Ata na thanë se edhe kur gjykata ka kërkuar mendimin e tyre para vendimit të shkallës së parë, kanë reaguar se dokumentacioni mjekësor është fotokopje e pa verifikuar. Në kundërshtim me praktikën e gjykatës së lartë. E pas vendimit të gjyqtarit për lirimin e Kabës, ata janë ankuar për disa arsye. Судот не дал образложение зошто определил прекин на казната во толка временски период без прибавено лекарско мислење за тоа кога би се направил оперативниот зафат и колкав период е потребен за опоравување на пациентот. Во решението не е наведено каде и кога треба да се лекува осудениот, особено ако се има предвид дека осудениот е странски државјанин кој нема здравствено осигурување во нашата земја. Duke qenë se prokuroria nuk konsideron se ka bërë gabim, pyetje të ngjashme i kemi drejtuar gjykatës. A mendojnë se tek ata ka mangësi në shpejtësinë e trajtimit të çështjes. Përgjigjja është, gjykata i ka respektuar të gjitha fatet dhe kontrollet e nevojshme, dhe puna thonë nga penalja mund të shkonte më shpejt nëse drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve do të kishte shfrytzuar të drejtën për lirimin e Kabës pa vendim gjykate. Согласно член 225 од Законот за извршување санкции, директорот на казнено-поправната институција има право да донесе решение за прекин на издржувањето на казната во траење од 30 дена, заради причини наведени во самиот член.
Управата на казнено-поправната установа е директно запознаена со состојбата на нивното осудено лице и согласно горе наведениот член можела да донесе решение со оглед на итноста на постапката. Drejtori i drejtorisë për ekzekutimin e sanksioneve konfirmon se ekziston një mundësi e tillë, por gjithashtu sqaron se nuk ka mundur të zbatohet për rastin konkret. Бидејќи станува збор за странски државјанин, бидејќи истото тоа лице нема регулирано престој и живеалиште, бидејќи истото тоа лице нема здравствена заштита, не е здравствено осигуреник тука во Република Северна Македонија, не смееме така одлука да носиме и тука е надлежен кривичниот суд. Ndonë se asnjë institucion nuk e sheh përgjegjësinë në vetvete, logjika e shëndosh thotë se duhet të mjaftojnë 40 ditë që njeriu, qoftë edhe i burgosur, të marrë të drejtën të vdesë në shtëpi. Kaba nuk jeton më, por rasti i tij ka ringjallur çështjen e kujdesit shëndetësor në burgjet e Maqedonisë. Drejtori i drejtorisë për ekzekutimin e sanksioneve pranon se kushtet janë të palakmueshme, ndonse në rastin e Kabas siguron se është bërë gjithçka që është e mundur. Конкретно оваа лице неколку пати е носено на здравствени прегледи. Прв пат му извршена хируршка интервенција на оделението за пластична хирургија. Повторно, кога бара од нас, односно дава мислење лекарската служба, го носиме на клиниката за урологија, каде што исто така е хоспитализиран, исто така му извршена хируршка интервенција. Повторно е отпуштен, па неколку носене на редовни контроли, на редовни прегледи и прима редовна терапија во казнено-поправниот дом. Rastin Kaba po e ndjek edhe avokati i popullit, nga i cili Kaba kërkoi ndihmë nëpërmjet emailit më 5 nëntor. Avokati i popullit Naser Ziberi thotë se janë përgjigjur dhe kanë kërkuar që të jetë më konkret se për çfarë kërkon ndihmë, për të përcaktuar personin e përshtatshëm. Pas 2 javë që nuk morëm përgjigje, atëherë vum kontakt me drejtorinë e burgut, që të na jep informatë se për çfarë rasti bëhet fjalë. Edhe Ziberi gjithashtu ishte njoftuar se Kaba ishte trajtuar si në burg, ashtu dhe në klinikat e Shkupit. Megjithatë, konkluzioni i përgjithshëm mbetet se problemi me kujdesin shëndetësor në institucionet e vuajtjes së dënimit është alarmant. Aktualisht, kompetencat për kujdesin shëndetësor në burgje është në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë, ndërsa Ziberi thotë se gjendja nuk po përmirësohet pavarësisht rekomandimeve të tij. Ne brenda këtyre 2 muajve kemi bërë 2 vizita në të gjitha burgjet. Raportet nga të 2 sektorët janë gati identik, se gjendja në segmentin e mbrojtjes shëndetësore të burgosurve, personave në vuajtje të dënimit, nuk është të lakmueshme e në disa spitale madje është jashtëzakonisht e keqe. Nuk bëhen kontrole të rregullta, nuk bëhen kontrole sidomos psikiatrike që janë të obligueshme, si në rastin e pranimit të personave në vuajtje të burgimit, ashtu edhe përcjellje sistematike e gjendjes së tyre. Mos flasim për trajtimin mjekësor dental etj. Situata në burgje monitorohet edhe nga Komiteti i Helsinkit. Edhe për ta, kujdesi shëndetësor është problemi më i madh. Autoritetet thonë se po përpiqen të gjejnë staf, por askush nuk aplikon për këtë vend pune. Здравствените работници, според нас, не се доволно стимулирани да се вработат во овие казнено-поправни установи, најпрво поради стигмата која што имаат за да работат во овие установи со оваа категорија на лица, а понатаму и поради недостигот на финансиски средства, односно недостигот на средства во државниот буџет, кои што треба да им се исплати во вид на бонуси на здравствените работници, со цел истите да бидат стимулирани да работат. Nëse mungesa e personelit mjekësor krijon probleme në kujdesin parësor shëndetësor të burgosurve, keq kuptime ndërmjet drejtorisë për ekzekutimin e sanksioneve dhe fondit të sigurimeve shëndetësore shpesh nënkuptojnë mungesë të kujdesit shëndetësor dytësor. Управата за извршување на санкции вели дека ги има уплатено финансиските средства за здравствено осигурување, но поради некој институционален проблем, сепак осудените лица остануваат без здравствено осигурување. Тие не само што немаат соодветен пристап до секундарна здравствена заштита, туку многу често се принудени медицинската терапија да ја купуваат од сопствени средства, што е навистина голем проблем, особено за осудените лица кои што немаат финансиски средства, немаат блиски членови од нивните семејства кои што можат да им помогнат во овој поглед.
njerëzit në burg humbin lirin, por jo të drejtat e tjera. Në vend, ky parim padyshim vlen vetëm në letër. Rasti i ASBK-s është konfirmimi i fundit i kësaj. Делата сторени од омраза, особено поради нечија сексуална ориентација или родов идентитет, остануваат невидливи за јавното обвинителство. Оправдувањата се засновани делумно на законите, делумно на немањето капацитет, а несанкционирањето води кон перпетуирање. Петар Клинчарски. На социјалните мрежи секојдневно врие одговор на омраза, но во изминатата деценија има само една правосилна пресуда за говор на омраза, и тоа од 2016 година. Најчесто се сведува на тоа дека едноставно не е најден основ за покренување на таква постапка. А кога системот не може да го види говорот на омраза, проблемот не се решава, туку само оди под тепих. Не сум поднала приставка затоа што едноставно решавам дека и да го поднесем сето тоа пак нема да има никаква разрешница. За разлика од домашната, праксата на Европскиот суд за човекови права има јасно дефинирани норми за тестирање дали одреден случај е кривично дело. Советот на Европа има развиено алатка врз основа на праксата на Европскиот суд која што им помага на практичарите како да идентификуваат случај на говор на омраза, наспротив слободата на изразување. Кои се најчестите причини поради кои обвинителството не ги турка докрај случаите со говор на омраза, насочени кон маргинализирани групи? Во 2014 година, група насилници го демолираа кафулето Дамар во Скопје и ги нападнаа гостите кои славеа роден ден на ЛГБТИ Центарот за поддршка. 7 години подоцна, ЛГБТИ активистите излегоа на протест пред обвинителството. Причината е тоа што истражните органи никогаш не ги гонеа виновниците, под изговор дека немаат форензика и технички услови да спроведат истрага за настанот. Со ова не постапување. Тие не само што го покриваат ова злосторство од омраза, туку ги обесхрабруваат сите други кои доживуваат насилство, за кои ние знаеме, да не пријавуваат. Како обвинителството се справува со нападите кон припадниците на ЛГБТИ заедницата, но и со говорот на омраза, на своја кожа осетила Лила Милич. Ова трансродово лице поднело пријава до МВР во 2016 година поради смејување од припадници на полицијата за нејзиниот род. 5 години подоцна, случајот нема епилог. Внатрешна контрола одговори експресно на сето тоа, секако во полза на Министерството за внатрешни работи, каде што они без мене да ме викнат да дадам исказ, само на писмената представка одговорија дека нема никакви права нема никакво прекршување на говор на омраза, нема никакво прекршување на човекови права и нема основ за дискриминација и стигма. Според Милич, членови на заедницата документираат случаи за говор на омраза, но се плашат да одат чекор понатаму. Ги проследуваат до невладините организации, но не пријавуваат и во институциите. Само го губиш времето, губиш енергијата, ја губиш надежта дека може нешто ќе се смени. Хелсиншкиот комитет веќе неколку години на посебна платформа го регистрира говорот на омраза. Постапката е следна. Откако се заведува делото, организацијата го информира одделението за компјутерски криминал до МВР или пак предметите директно ги праќа до обвинителството. Од нашата комуникација со Министерството за внатрешни работи дознаваме дека тие понатаму ги доставуваат тие случаи до обвинителство, меѓутоа после тоа не добиваат никаква информација. Истото се случува и кога ние самите лично, кога станува збор за стратешки, да речам, случај, поднесуваме самите кривична пријава директно до обвинителство. Значи, долго време не добиваме никаков одговор и до сега сите наши кривични пријави за говор на омраза се од страна на обвинителството одбиени. Статистиката на Хелсиншкиот комитет покажува дека во 2020 година биле регистрирани вкупно 1233 случаи за говор на омраза по сите основи, што представува зголемување до 130% во споредба со 2019 година. Анализата покажува дека сексуалната ориентација и родовиот идентитет се во топ 13 застапени причини за пријави за говор на омраза, покрај етничката и политичката припадност. Генерално, праксата со високи бројки се пресликува и во тековната 2021 година. Но обвинителството едноставно не наоѓа основа за покренување кривична постапка, вели извршната директорка на Хелсиншкиот комитет Уранија Пировска.
она што главно произлегува од тие состаноци е дека обвинителството нема доволно капацитети, особено кога станува збор за вештачење на тие случаи, бидејќи најголемиот дел на случаи на говор на омраза се на социјалните мрежи, односно Facebook. Да се најде, односно да се доведе во врска одреден Facebook статус со IP адреса на личноста која што го напишала статусот кој содржи елементи на говор на омраза. Од Скопското јавно обвинителство вела дека пречка е и тоа што говорот на омраза не е санкциониран како посебно кривично дело во кривичниот законник, па посочуваат дека она што во јавноста се перцепира како говор на омраза, најчесто изразено преку кривичните дела, ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем, загрозување на сигурноста и други кривични дела. Против овој вид кривични дела, јавното обвинителство постапува во континуитет и кривично ги гони сите сторители за кои се обезбедени релевантни докази. Делата клевета и навреда пак, кои исто така во дел од јавноста се перципираат како говор на омраза, се целосно декриминализирани во македонското законодавство и за нив може да биде поведена само граѓанска постапка. Сепак, динамичниот развој на интернет платформите преку кои се почесто се комуницира, но и се информира јавноста, укажуваат на потребата за определени законски измени кои би овозможиле попрецизно санкционирање на говорот на омраза на интернет, но и би го олесниле кривичниот прогон и обезбедувањето на доказите за овој тип постапки. Правната застапничка на коалицијата Маргини, Наташа Бошкова, досегашните одлуки на обвинителството ги класифицира во 3 категории, каде обвинителството воопшто не постапува, каде обвинителството смета дека пријавеното не е дело кое се гони по службена должност и каде говорот на омраза не е санкциониран со кривичниот законник, како што веќе и одговори од институцијата. Во одредени случаи каде што велат дека кривичниот законник не го регулира или не го забранува говорот на омраза, се укажува на тоа дека таму нема познавање на примената на праксата на Европскиот суд за човекови права и меѓународните стандарди. И постоечкиот кривичен законник има кривични дела под кои што може да се подведат одредени дејствија на говор на омраза, иако експлицитно како говор на омраза не се спомнува во кривичниот законник. Меѓу другото, Бошкова напоменува дека Советот на Европа има развиено алатка врз основа на праксата на Европскиот суд за човекови права, која помага како да се идентификува случај на говор на омраза наспроти слободата на изразување. Битно е од кого доаѓа говорот на омраза, значи дали е тоа лице на кој што јавноста му верува, кон кого е упатено, дали тоа станува збор за една маргинализирана група која што историски е изложена на стереотипизирање, има помалку пристап до услуги, има помалку или воопшто нема политички глас. Бројот на публиката, начинот на кој што се дисеминира говорот на омраза, континуитетот, траењето, повторувањето, потоа намерата. Толеранцијата на говорот на омраза води кон дела од омраза. Од почетокот на 2018 година, МВР започна со месечно евидентирање на кривичните дела од омраза. 360 степени побара, но не доби ажурирани информации за бројките до крајот на 2021 година. Според јавно достапните информации за периодот 2018-2020 година, институцијата евидентирала само 4 кривични дела од омраза, сторени врз основа на сексуална ориентација, во кои се опфатени 22 сторители. Сепак, санкција е санкција. Луѓето никогаш нема да научат дека нешто не е дозволено, ако не сватат дека тоа нешто се санкционира, дека за тоа нешто, за тој акт, за тоа дело постои казна. Но тоа што МВР почна да ги евидентира делата од омраза е само прв чекор. Без правосилни судски пресуди, практично нема и осуда во вистинска смисла на зборот. Единствената таква пресуда од 2016 година, која ја донел основниот суд во Струга, е далеку од доволна. Ова не е последната содржина во ова издание на 360 степени. Редовно ќе одиме на уште една пауза за реклами, а по неја ќе видиме новата саботажа. Грешка се сите што сметаа дека по едно заменување нема да се најде адекватна замена која на достоен и препознатлив начин ќе си го резервира своето место во македонскиот политички новоговор. Просто е неверојатно колкава е сличноста, особено кога се користат мерливи примери.
Јас првиот мандат кога победив со потесен резултат, бев многу посреќен него сега. Сега среќата ми е на повисоко ниво. Од аспект на формата не се менува практично ништо. Третото лице Еднина е само показател дека на клупата за резервни играчи има подготвен кадар, способен со доверената должност да ја продолжи низата и веднаш да влета во арената. И даде една поголема одговорност и една поголема сериозност према самата личност Митко Јанчев, односно самиот на себе. Интересно е дека ќе биде несомнен и придонесен кон лексикографијата, бидејќи на сличен се разбира автентичен начин се градат кованици со кои за да биде полесно за разбирање се спојуваат по два збора. Кому би му текнало дека може да се комбинираат сфера и фела. 40 агромерни станици кои што ќе бидат благодет на нашите земјоделци од било која сфела. Нова концепција има и за странцизмите. Тие се адаптираат на себе својствен начин. Па впечатокот дека можеби диалектот има некакво влијание, отпаѓа како идеја, од и амбиент и на кавадаречки, според актуелните сознанија, се вика амбиент. Студијата за амбиенталното загадување и за амбиенталниот воздух ние ја направивме. Впечатливи се изнењата за верските разлики, ако практичната употреба на паралелата всушност и не покажува дека има некакво раздвојување, бидејќи термините имаат исто значење. Ние имаме и христијани, и каури, и роми, и секакви. Но важно е да се има предвид кога се изнесува заклучок, тој да биде прецизен, бидејќи веројатно само во тој крај од државата има луѓе што сакаат да бидат сиромашни и третирани како социјала. Не за друго, туку затоа што едноставно така се скроени. Социјалната категорија ја имаме поопштина каваци, не од аспект дека нема што да работат, меѓутоа од ментален склоп кој што така определил да живее. И на крајот, кога укажувањето дека таквиот речник не функционира. И да советователно, ако треба и репресивно, делуваме кон тие такви семејства. Предноста на ликовите кои што со своите литерарни знаења облагородуваат македонската политичка сцена е немерлива, бидејќи треба да бидат грижливо чувани и архивирани. Саботажата и натаму ќе биде таа нивна библиотека. Ова беше последното издание на емисијата 360 степени за оваа година. Повторно ќе се видиме во јануари по серијата празници. Пријатно!